И кога позборуваме за попладневниот појас, за една од најгледаните емисии во тој дел од програмската шема на македонската телевизија, неизбежно е да не ја споменеме и нашата денешна гостинка. Со особена чест и задоволство ви ја представувам Јасна Саздовска, поранешен уредник во македонската телевизија, долгогодишен водител и уредник на Скопската програма. Јасна, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре најдов и многу се радувам што сум во овие простори денеска. На ваш јубилеј. Јубилеот е наш. Секако. Вие сте нераскинлив дел од македонската радиотелевизија. Вашите почетоци се овде, уште како студентка, од 82-та година. На што се сеќавате сега, кога би требало да го вратите филмот наназад? Што ви оставило? Наплив од спомени, наплив од емоции. И кога ми кажавте, кога ме поканивте во емисија, навистина, тоа не може да се одбере. Што да се одбере од сето она што многу има? Бидејќи многу емисии поминале, тоа се илјадници емисии, илјадници сати овдека во македонска телевизија. А почетокот е уште 82-та, кога не беше Скопска програма, туку беше Скопје денес и утре. Тоа беше една емисија која прво стартуваше со 15 на минути, после прерасна во половина час. Уредникот беше тогаш Драган Михајловски, кој е, меѓу другото, и заслужен за мојот влез во македонската телевизија. Потоа таа емисија прерасна во Скопска хроника и 85-та стартувавме како Скопска програма, веќе со повеќе емисии. И Скопската програма траеше се до 2012 година, јас како што се сеќавам, и потоа некако замре, иако годините наназад Скопската програма беше една од најгледаните програми на македонската телевизија. Навистина, кога забележав дека на македонската телевизија не оди веќе Скопската програма, ми беше многу тешко и многу жал, бидејќи ова емисија која исклучиво им даваше можности и граѓаните, населението да биде присутно во јавноста. Сите нивни прашања, сите нивни нешта што сакаат да ги кажат, па и да се израдуваат или да пофалат, па и да кутат, може има прилика во оваа емисија. Тоа беше една од првите емисии која што воведе отворени телефони за граѓаните да можат во живо да се јавуваат и да комуницираат со гостите. Многу теми кои има социјален карактер или било каков општествен карактер кои засега граѓаните се отвара. Се воведува како тема и се отвараат телефоните. Тоа беше наплив на телефони, меѓутоа секој заслужуваше да го добие својот одговор. Прашања, како река, без разлика која и тема да се отвореше. Не беше пракса, меѓутоа доколку има тема која заслужува да ги слушнеме граѓаните и они да го добијат одговорот од гостинот, апсолутно беа отворени телефоните. Мене ми е многу жал што еве неколку денови со колегата Кирил Панчевски баравме во архивите нешто да најдеме, барем минутка, две од некоја од емисиите на Скопската програма. За жал ништо од тоа. Знаете дека ништо нема да најдете. Ништо не е бидејќи емисиите беше буквално пиши бриши. Емисиите одеа сите во живо, ние немавме снимена емисија која можеше да се сочува. Бета касети постојано не достигна касети, така да како една емисија завршува, на истата касета се снима втората емисија. И знаев дека буквално нема да се најде ништо, иако имавме прекрасни емисии. Јас верувам дека повозрастните гледачи ден денес се сеќаваат, вие сте, може да кажам, брендот на Скопската програма. Благодарам. Бидејќи сте лик кој асоцира токму на таа попладневна емисија и на тој период. Ма препознават и по гласот. Знаете ли, тој глас ми е познат. Драго ми е што е тоа така. И имавте еден нормален развоен пат кога станува збор за развој на нечија кариера. Започнавте како хонорарец, како, да речеме, студент, за потоа да ги поминете сите скалила во новинарството и да дојдете на крајот како уредник на Урбан. Бидејќи Скопска програма потоа премина во Урбан. И тоа беше микс од Скопска програма и програма на градови. Така е, с понеделник, среда и петок се емитуваа скопските програми, вторник и четврток програма на градови. Сите трае по 1 час, само во петокот емисијата траеше 90 минути.
Се обидуваме сега, тоа е многу програма, и тоа Многу програма материјал, во живо, да. и некој што не работел на такво нешто не знае. Да. Што значи да се што значи подготви да се емисија во живо. подготви и да се заврши она што е планирано така како што е планирано. Би сакала да се потсетите на дел од она што вие го креиравте во емисијата Урбан, бидејќи скопската програма претрпе во тој период мали измени, се смени и технологијата, иако кога станува збор за програмата на градови, вие тогаш имавте проблем. Нас денес не е многу полесно, сега со интернетот материјалите стасуваат многу побрзо. Меѓутоа телевизијата имаше и многу добра дописна мрежа. Не секој, али регионите има своји сниматели, така да секогаш бевме пречекувани, подготвени од новинарот на местото каде што одиме, возачот и камерманот подготвени и се тргаше по градовите програма. Сите имавме некои своји реони кои така ги следиме, така да веќе ги знаевме проблематиките, луѓето во секој град каде што се снимаше. Меѓутоа, она што беше понатаму битно кога станавме Урбан, нашата цел беше да излегуваме од студиото. Значи, програмата одеше во живо, меѓутоа да бидеме присутни надвор меѓу граѓаните. Дали е тоа Охрид, дали е тоа Битола, дали е тоа Струга, дали е тоа Куманово, значи да не ги редам градовите, секогаш бевме надвор, гледавме да бидеме надвор, или пак имаше комбинација кога се јавуваме од два града, третиот новинар е водителот е во студиото во Скопје. И така врзни појаси кои навистина беа страшно интересни и информативни појаси во кои можеше да влезе се. И оно што е убаво, и оно што треба да се критикува, и оно што може да се пофали, да се видат граѓаните. И сите беа срекни кога се зборуваше за нивните проблеми, односно се третира нивните теми. Всушност, тоа е и целта на јавниот сервис, да покаже секоја страна на живењето на луѓето во државата. Не само да ги градоначалниците, само да ги фалиме. Не. Туку некогаш треба и да им кажеме темите кои ги интересираат граѓаните да бидат обработени. Да не кажам дека градоначалниците буквално имаат задача да ги следат нашите програми, бидејќи можеби ќе дознаат нешто што уште не чуле или уште не видели или уште некој не им кажал, ние откривавме теми кои они треба да ги одработат. Буквално има задача, дали они или нивниот кабинет. И сега со една огромна дописна мрежа од Македонија и со голем број новинари во Скопје. Без добри екипи и многу екипи не може. Отприлика колку новинари работеа? Не можам да се сетам. Знаете, скопска програма беше, тоа го спомна и Залев, мислам, не го слушав внимателно Димче, меѓутоа ние бевме расадник на целата, на сите внатрешни потреби на самата телевизија, на македонската телевизија, а потоа прерасна и ресурсите кои ги користеа и се формира и приватните телевизии. Така да, не можам да кажам која бројка, меѓутоа многу новинари, бидејќи постојано се движе, излегува или влегува во другите информативни или други појаси на македонската телевизија, меѓутоа ние секогаш во секое време мислам дека имавме минимум 30 или 40 вработени кои работеа на програмите. Не беа малку. Кога ние така и го насловивме разговорот, скопската програма во МТВ беше своевидна школа на млади кадри. Така е, расадникот. Голем дел од луѓето што помина низ скопската програма сега се на сосема други работни места, некои се во медиуми. Некои се медиумите, некои се надвор од медиумите, така. Но мислам дека сите тие се сеќаваат со носталгија и со имаат убави спомени од периодот што го помина. Апсолутно, бидете сигурни, бидејќи секогаш знам да кажам, прва љубов. Тоа е македонската телевизија. Периодот што тогаш го поминавме и тоа што го... Ние се надпреварувавме меѓу себе. Кој што ќе направи да те нема во програмата, да не влегол твојот прилог, па тоа е страшно, не може да се случи нешто такво. И затоа и мора да бидат многу кратки прилозите. Минута, ако му е минута и 5 и 10, не ти влегува, крати го. Така да динамично се работеше, се случуваше и да емисијата не е подготвена до крај, па касетите се трча од монтажа, се носеа во режија, да влезат во миксетата, со ризик дека можеби нема да се стаса, меѓутоа екипата беше толку компактна, се трчаше по хотиците и се носе. Едни за други. И тоа е навистина важно кога се работи како тим, бидејќи телевизијата е тимска работа, исклучиво. Од тие луѓето што не гледаат сега горе, од овој што ми го намести микрофонот, поздрав до него, до сите едни сме еден механизам.
тогаш кога ова е една препорака за сите оние кои што зборам младите генерации кои што сакаат да бидат дел од некоја телевизија, бидејќи генерален е впечатокот. Ако некој не е подготвен на тимска работа, нека не се обидува да влезе. Телевизијата е магија, точно, магија е, плените, влече. Меѓутоа, бара одговорност и бара тимска работа. Ќе се навратиме на она што до 2000-та година го работевте, бидејќи во 2000-та година решивте со новиот милениум нова промена. да се поздравите со медиумот и да запливате во сосема некои други води. Сметате ли дека го дадовте својот максимум во телевизијата? Па ја можам да кажам да. И секогаш треба да се остави простор на нови, на млади лица. Телевизијата бара свежа крв, сакам така буквално да кажам. Треба да се остави простор да, особено овие информативни појаси, овие емисии, бараат покрај искусен кадар, кој ќе остане да ги координира, бараат секако и нови лица. Јас посакав промени. Знаете, она како велат во новинарството, на 40 години бегај. Веројатно успеавте да го направите тоа што е најдобро. Па, апсолутно сакам. Меѓутоа има емисии кои не можам да ги заборавам. Ке ми дозволите да се подсетам на една за мене најубава емисија која сме ја направиле на 31 декември, ноќта кога се сменуваа годините 97 и 98. Тогаш имавме, ја не знам дали 3 или 5 часа траеше емисијата, која започна со како скопска програма, во која влезе и дневникот да се емитува и потоа повторно заврши со програмата, во која влегоа, верувајте, над 150 луѓе, граѓани, видни луѓе од политиката, од економијата, од сите краеви, од сите реони, од сите градови, речиси во од Македонија, со многу пејачи, со актери, со гости, кулинарство, немаше што нема во таа новогодишна емисија и ми е жал што еве не успеавте да најдете ниту кадар и од таа емисија, која исто така одеше во живо. Навистина се потрудивме со колегата Панчевски. Секако, и знам дека нема. Ништо од тој период, како што веројатно нема ништо архивирано. Со Димче бевме заедно водители. Како што веројатно нема ништо архивирано од голем број емисии кои што се емитуваат во живо, па и ден денес. Може би. Нека се создаваат нови. Штета, но затоа за среќа тука сте вие кои што ги работевте тие емисии и кои што може да ни пренесете дел од она како било. Јас добро се сеќавам, бидејќи во тој период... Тоа сакам да кажам. Кадарот кој понатаму не наследи меѓу нив си и ти. Во тој период од моето, да речеме, развивање, јас бев во една сосема друга редакција, но и ние работевме на емисија во живо. Што ви беше предизвик кога работевте со младите новинари? Залев во неговата изјава спомна кој се бил дел од раководството и од врвот во куќата. Но, еве и јас од лично искуство, можам да кажам дека не можеше секој да застане пред микрофон, уште помалку пред камера. Мораше да се помине задолжителна обука. Тоа го поминавме и ние. Значи, со нас се работеше, не можеме да не го спомнем, Никола Солдатов, кој работеше деноноќно, живееше со нас и за нас. Секоја програма, он дома ја гледаше телевизијата и ги запишуваше забелешките за секој и потоа одевме кај него дома за да ни каже кој што има забелешка. Дали некој нешто сгрешил, дали правописно нешто не кажа, литературно како што треба или поинаку го обработил прилогот, можел да го одработи поинаку. И тоа се дебатираше и се разговараше со сати кај него. Со нас за дикцијата и за говорот работеа Бранка Станковска, Илија Милшин и разни други луѓе кои водеа грижа да јазикот и биде доминантен и запазен онака како што треба. Мора да биде чисто литературен јазик. Меѓутоа се работеше и на програмите, на монтажите, како да се монтира, како да се што е битно во прилогот. Тоа моравме да го пренесеме, требаше да го пренесеме понатаму и ние. Младите доаѓаа збунети, заминуваа потоа, остануваа во телевизијата подготвени новинари, веќе зрели и меѓу нив некои се продолжени. Има многу имиња кои се уште се битни, активни во медиумите. Така. Да не ги набројувам многу. Дел од нив се и, условно кажано, ваш производ, на кој што сте, верувам, многу горди. Така, наши деца. Така, кога... Веќе се големи.
имаат своји деца, но Сен сигурна сум дека и нивните спомени на тој период, на нивните впечатоци се уште се многу силни. Јас сум убедена. Да. Убедена дека е така. Кога повторно би имале можност, да речеме, би се наоѓале на некоја пресвртница во животот и би имале можност да работите нешто за медиум, дали би го одбрале медиум? Па јас сум пред пензија, искрено да ви кажам, уште само неколку месеци ме делат од пензија. Меѓутоа, ако некој предизвик застане пред мене, веројатно би кажала да. Тоа е тоа што сакав да го слушнам, затоа што знаете како голем дел од колегите кои што излегле, сега зборувам за тие што излегле од оваа куќа, велат јас излегов од телевизија, ама телевизија не излезе. Не излезе. Од мене. Така. Прва љубов е тоа. Мене ми е многу драго, бидејќи еве од 2012 година, значи после 11 години, повторно оваа година се обидуваме да вратиме емисија што можеби нема да наликува на она што се правеше тогаш во 80-тите, особено во 90-тите години, кога Скопската програма и програмата на градови мислам дека го доживеа врвот. Ние бевме телевизија во телевизија. Во тоа време. Морам да го спомнам првиот уредник на Скопската програма. Иван Андреевски мач. Иван Андреевски, 85-та Иван Андреевски го имаше тоа задолжение и таа обврска да ја започне Скопската програма. Така е. И тогаш започнавме со 2 емисии. Мислам дека започнавме, стартувавме со вторник и четврток. Потоа се ширеше програмата понеделник, среда и петок и се вклучија и програмите на градот. За подоцна во 93-та некако на Иван Андреевски му било судено секогаш да започнува нешто ново. За во 93-та да ја започне утринската програма како појас кој што мора да заживее. И тука влезе ти. И тука влезам јас. Искрено, само да се израдував кога забележав дека на македонската телевизија стартува некоја програма која е посветена на градовите, искрено се израдував. Овој вашиот старт ме израдува, меѓутоа се надевам дека ќе смогнете сили да прераснете во една таква програма која ќе содржи многу повеќе прилози и која ќе биде отворена за граѓаните. Нам ни е тоа целта, ние ќе се трудиме, тука се и колегите дописници, тука се и колегите од Скопје. Се надевам дека ќе имаме и помлади колеги, помлад кадар, кои што ќе бидат поактивни и ќе бидат надвор на улица меѓу граѓаните. Ако се има желба, можностите полека ќе се создадат. Јас на мене толку ми беше драго што денес бевте дел од нашата емисија, што успеавте и нас, верувам и гледачите, да не вратите 20-тина, 30 години наназад, кога сите ние седнувавме во попладневниот термин дома, го пуштавме телевизорот и гледавме Скопска програма. Затоа што таму имаше се. И музика, и забава, и спорт, и информација, и политика, и еден убав појас и за гледање, и за уживање за секој член од семејството. Од семејството. Така беше. Музичарите Макфест и Валандово се знаеше дека секој прво се доаѓа во нашите програми. Како ќе заврши или кога идеа да гостуваат. Музички оддел. Сега немаат ни таков простор, ни самите музички појаси кои би можеле така често да ги прикажат или да гостуваат. И што доаѓаат од надвор или од нашите простори музичарите. Слушам дека се жалат. Граѓаните апсолутно треба да го добијат својот простор, а исто така на младите да им се даде поголема шанса. Јас навистина ми беше и чест и задоволство што денес бевте. Јас ви благодарам што ми ги вративте спомените и уште еднаш честитки за јубилеот кој буквално уште една година па ќе заокружите голем јубилеј, 8 децени. Јас мислам дека веќе од утре ќе почнеме да се подготвуваме за тој голем јубилеј, бидејќи оваа куќа и радиото, но и телевизијата, бидејќи следната година одбележуваме 80 години радио и 60 години телевизија, имаат со што да се пофалат и да кажат што се направиле во овие 8 децени.
големи цифри, големи бројки, само да кажам дека една година, дали 84 или 85 година, бев и добитник на наградата, тогаш македонска радиотелевизија на овој ден доделуваше и награди на своите вработени. Годишна награда на некој свој вработен. Да се надеваме дека тоа повторно ќе се врати, бидејќи голем дел од колегите, без разлика, дали се од новинарскиот или од техничкиот кадар, заслужуваат. Апсолутно. Јавниот сервис треба да биде јавен сервис. Пофалба. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.